Оставката на Емил Грнев по поразот на Брегалница во Радовиш од екипата на Детонит го принуди раководството на штипскиот второлигаш да реагира брзо со барањето замена за неговата позиција. Решението за клучната функција во клубот сините го најдоа во стратегот Зоран Штериовски. Секако да Брегалница ја воведеме онаму каде што му е местото пред се, ќе покушаме, да го сториме тоа. Гаранции нема, но секако во спортот оптимизмот владее пред се. Брегалница поседува квалитет, поседува искуство, меѓу искуство и млади играчи, некој баланс, може да се каже. За спортскиот директор Елмир Мандак ова не значи ништо друго, туку продолжување на борбата за влез во првата лига. Со ова покажуваме дека продолжуваме понатаму, иако имавме една мала резултатска криза, која се надеваме понатамошниот тек ќе се поправат тие резултати, ќе продолжиме во борба за влез во првата лига, значи остануваат амбициите на клубот влез во првата лига. Се до последен момент ние ќе работиме во тој дел да ги оствариме тие амбиции и убеден сум дека моментално што имаме екипата со новиот стручен штаб дека ќе стигнеме целта. За новиот шеф на стручниот штаб консолидацијата е приоритет. Се надевам дека во овој период ќе се консолидираме, нема време за чекање. Најпрвим ќе се запознаеме со играчиве, што од денес стартуваме со тренинзи, така да мислам дека нема да имаме проблем во натамошниот дел од првенството да оствариме целта, односно да се приближиме до горниот дел на табелата и евентуално зимскиот природен рок да го искористиме во најдобар можен начин. Штериовски веднаш има план за интервенции во составот на екипата. Вчера ги пратев за купнат преварот и видов дека мислам дека на левата бочна позиција недостига играч. Тука можеби веднаш ќе реагираме ако се најде адекватно решение и нормално самите утакмици ќе покажат на кое место ќе затреба играч, така да јас би кажал со 1 до 2 квалитетни заселувања, мислам дека пролетниот дел нема да има проблем. Зоран Штериовски досега бил тренер на Победа, Силекс, Пелистер, грчкиот второлигаш Агротикос, Локомотив од Пловдив, Бугарија, а неговиот последен ангажман беше во Чингдао во Кина. Договорот со сините Штериовски веќе го потпиша, а следниот предизвик за Брегалница е веќе во недела, кога ќе се соочи со Плачковица, која од 6-та позиција ја демне 5-та на Брегалница, која пак најави враќање во игра во борбата за првите 2 позиции на табелата.